Пред неколку дена семејството Стојанови од Чешиново фатиле стршлен кој се наоѓал во алиштата што се сушеле на терасата од нивниот дом. Сопругот на Мануела Стојанова ја облекол блузата во која се наоѓал стршленот и веднаш почувствувал дека има инсект во неа, па кога виделе се исплашиле оти чудно се однесувал инсектот. Го фатиле и го ставиле во шишенце. Кога пребарале на интернет и по прегледот на сликите и споредувањето, веднаш се појавил сомнеж дека станува збор за смртоносниот азиски стршлен, кој што пред известно време се беше појавил во Неготино и Кавадарци. За среќа човекот не бил каснат. Додека сопруг ми обликуваше блузата, буквално почувствува дека е во блузата, ја протресе блузата и од блузата излезе стршлен. Мислам, беше стварно голем, страшен на изглед. Пребарав по интернет некои податоци и се сомневам дека се работи за азиски стршлен, кој што, доколку се работи за тој е смртоносен за луѓето. Па затоа апелирам до луѓето, мислам да внимаваат доколку се случи нешто такво. Мислам да побараат веднаш стручна помош, бидејќи тој стршлен со сигурност се уште не знаеме, можеби еден од тие смртоносните, така наречени азиски стршлени, што пред неколку месеца се појавија и во Неготино. Имам слушнато исто така од неколку лица дека имат забележено исти такви стршлени во нивните домови. Доправа треба да се испитува за каков инсект се работи, а можноста дека се работи за азиски стршлен не е исклучена. Оти истиот е забележан во Неготино и Кавадарци, каде што тогашните испитувања покажале дека се работи за смртоносниот стршел. Овој инсект потекнува од Азија, има портокалова глава и може да порасне до 8 сантиметри. Лета со брзина од 60 км на час. Азискиот стршлен ги напаѓа пчелите, убива и до 40 во една минута. Тој е опасен и за човекот, има голем црн зап за боцкање, со кој е во состојба да предизвикува застрашувачки убоди кои личат на рани од куршум. Од неколку убоди може да престане работата на бубрезите, да го отежни дишењето и да предизвика смрт кај човекот. Поради големите климатски промени забележан е во повеќе балкански земји. Надлежните апелираат до граѓаните, доколку го забележат инсектот, да бидат особено внимателни, да не го провоцираат и да не се обидуваат да го фатат без заштита. Во случај да бидат каснати, веднаш да побараат лекарска помош за да примат антиалергиска терапија.